Здраво! Денешното видео е малку страшно, затоа што е Халоуин! Јеј! Мислам се надевам дека видеово ќе го едитирам и ќе го постирам за време на Халоуин или пред Халоуин. Едитирањето ми оди многу лошо, али доколку се наоѓате во тесно, доколку се наоѓате во момент каде што ви е потребно идеја за каков костим, дали така да кажам? Не знам, доколку се наоѓате во ситуација каде што ви е потребно нешто да облечете за Халоуин или може да ви се најде ова видео за 1 април. Ха-ха-ха, 1 април, хи-хи-хи, сакам да ви покажам 10 костими, 10 облеки, не знам како да ви кажам, кои што можеби ќе ви се најдат. Не го сваќате видео сериозно, овие костими, овие аутфити не се баш за Халоуин или за 1 април. Али, може да си ги искористите, мислам као ја ќе ви дадам идеи. Малку се банални. Али гледайте, ќе ви биде интересно, ви ветувам. Можеме да започнеме. Ау! Ова е значи првиот аутфит кој што можам да ви го понудам. Овој аутфит е трудна мајка. Значи, трудна мајка, 9-ти месец, пред пораѓање. Значи, ете, многу едноставен аутфит, ставате перика, ставате бебе, мислам, останувате трудни! Буквално 9 месеци пред Халоуин, останете трудни и малку Кармен. И генерално е тоа за овој аутфит. Трудна мајка! Нани, бебе, нани, бебе, нани, бебе, нани, бебе. Ми треба психичка помош. Секунда, момент ми пана периката. Мислам, мојата вистинска коса. Ау! Овој аутфит е всушност, чекай малку повака бушава косата. Овој аутфит е всушност веќе не сум трудна мајка? Или као веќе го родив бебето мајка? Веќе сум мајка, официјално сум мајка. Малку косава ми е за никаде, пошто знаеш, мајка сум и као цело време бебето го гледам и косата ми е за никаде. Немам меше, магично, да, знам. Ете, имам подочњаци, као не спиам навечер. Молам, помогнете ми треба психичка помош. Видете што правам во моето слободно време. Во моето слободно време си ставам перики на глава, со бебе вештачко в раце. Ова чудо го заборавив како се вика, Кармен на устата и помош. Не знам како сум ви интересен до овој степен кога веќе стигнав. Али окей, вие си знаете. Мамино! Ова е мојот живот во еден аутфит! Ха-ха-ха! Да, јас сум депресивен кловен. Ругајте ме во коментарите, не ми е гајлен, не знам како се вика и нема ни да се потрудам да дознам како се вика. Така да, ова е другата идеја, да бидете кловен. Нели, имаме све ми бое лепо стое, зеленко, со розово, со златно, со црвено. Значи, вака си правите мейкап, голема уста, за кога ќе се насмеете, да не ви се покажува вашата тага, да мислам дека секогаш сте срекни. Ова се сврти во ептен депресивна епизода. Ова видео, чекај малку, ова видео не ми стои како да е нешто во ред со мене. Нема веза. Одиме со следен аутфит. Добар сум, верувајте, добар сум.
Овој аутфит би сакала да го наречам тетка Суза, која што нон-стоп си ги слика миреничињата на Facebook и сум во конфликт со мојата комшивка Каролина. Али пак ја викам на кафе чатпат. Помош. Сега уште една слика. Дадете им име на овие две миленичиња доле во коментарите. Зошто се кршам? ОМГ! Јас сум баба Роска, Јас сум дедо Златко. ние сме заедно веќе 53 години. Јас ги сакам моите внуци премногу. И јас ги сакам моите внуци. Најдобро графче тавче им правам секоја недела. Јас сум Чичко Перо, вашиот локален пијаница. Ио. Мустаките. Што е? Обожавам да пијам, да се журкам, дури и да не е петок, сабота. Па и недела. Препорачливо е да имате капче, за ако ве види жена ви, да не дознае дека сте пиеле цела ноќ и дека сте отишле со вашата швалерка. Крај. Ова е следниот аутфит. Значи, моментално, јас сум инфлуенсер. Аха, гледате како е предпоставливо. Штом ќе видите некој со селфи стик, со наочари и пари во раце. Пари, многу пари. Значи, да се покаже дека сум богат. Нели дека добивам многу спонзорства, нели вака ќе ви стоат парите надвор од джебот. За да знаат луѓето дека всушност не се бламирате на социјалните мрежи за џабе, туку и за пари. Ми треба психијатар моментално, наискрено. Готвач! Можете да бидете готвачи. Тоа е нешто оригинално, као ќе си направите палачинки по патот и као вртете ги вака нагоре палачинките. Колку кул аутфит е само ова. Замислете као шетате низ град и као охо, јајце на око, сакаш ти? Не сакаш? Повеќе за мене. Као, сакаш? Креативно е. Чекај, да видам дали ќе боли. Оу, не требаше да пробам. Јас сум Баки. Многу хейт коментари добивав кога се облеков вака на TikTok. Се надам дека на YouTube не сте толку многу злобни. Без разлика. И да, носам Adidas со Nike. И знам дека тоа е непишано правило и дека не смее да се носи Adidas и Nike. Али ти дали знаеш ја кој сум? Јас сум Баки и за мене не постојат права. Така да, ова е мојот аутфит. Некој ќе ме убие за ова. Нема веза. Не, најсериозно ова е буквално шала. Се надам дека не ме сваќате сериозно. Као. И за крај можете да се маскирате како глупча тупча. Ви молам не ме сваќате сериозно, ова видео е буквално на шала. Чао!